Здраво Македонијо, добре дојде во илинденското издание на вечерното шоу. 120 години по овие битки во Македонија ништо не е променето. Битките продолжуваат, односно продолжува илинденската традиција на борба. Или кога е во прашање премиерот Ковачевски, продолжува традицијата на измислување нови зборови во македонскиот јазик. Илинденското востание, кое во нас остави неизбришлив печат. 120 години од моментот кога во Илинденско Крушево, 120 години од моментот кога во Илинденско Крушево, од моментот кога во Илинденско Крушево, од менут, него како? И јас тебе однон менут. Што и да значи тоа. Но се држи тој и до други традиции, како на пример традицијата на тресење глупости. Историја, традиција, култура, држава се гради со векови, но можат да се уништат со денови. Тоа не смееме да го дозволиме. Историја, традиција, култура, држава се гради со векови, но можат да се уништат со денови. Ете, држава се градела со векови, но можела да се уништи со денови. Димитар Ковачевски. Ке остане запаметена оваа негова мисла, но уште поинтересно е кога ќе ја поврзете со нешто што го зборуваше малку претходно, убедувајќи не сите дека прво, никој не може да ни ја украде и да ни ја уништи историјата, а неколку минути подоцна да предупреди дека сепак може и тоа како што вели со денови. Никој не смее да ја украде и измени нашата историја, бидејќи тоа е невозможно. Никој претходно, а камоли сега, не може да украде, измени или избрише векови и векови создавана и развивана традиција, култура и засебност. A few moments later. Историја, традиција, култура, држава се гради со векови, но можат да се уништат со денови. Никој не смее да ја украде и измени нашата историја, бидејќи тоа е невозможно. Историја, традиција, култура можат да се уништат со денови, бидејќи тоа е невозможно. Можат да се уништат со денови. Океј, тоа беше забавниот дел на Илинден, како што со овие луѓе секогаш и има. Но има и незабавен дел. Тоа е што Илинден од оваа година за прв пат на големо се слави и во Бугарија, бидејќи нели Ковачевски ни го заштити идентитетот и историјата не може да се украде. 2 август е символ. На тази дата, преди 120 години, българите в Македония и Одринска Тракия доказват, че идеята за демократска република, в която българи, турци, евреи ще бъдат равноправни във всяко отношение, не е увиснала на бесилото заедно с Левски. Сега веќе не е толку смешно, нели? И новиот бугарски премиер Николај Денков ја изгуби невинноста, народски кажано, и стана уште еден во низата бугарски политичари кои целосно го негираат нашиот идентитет. Зошто е тоа важно? Бидејќи Зоран Заев и Таче Ковачевски им подпишаа договори и преговарачки рамки според кои тие ќе имаат право да не уценуваат на патот кон Европската Унија или да ја прифатиме нивната верзија на настаните, според која сите сме биле бугари пред 45 година, или ќе кркаме вето. Така го заштити Таче идентитетот и така ја обезбеди европската иднина на земјата. Но има уште 120 години ни делят от съдбовното лято на 1903, когато българите от Македония и Одринска Тракия въздигнаха борбата си за независимост и равноправие в безпримерен героизъм, превръщайки тази борба в незабравима историческа епопеја. Па кај може без него да помине ваков настан? Ете, од што толку го заштитија идентитетот, целокупниот државен врв во Бугарија на 2 август Илинден, целокупната политичка сцена, отворено пред камери на најјавна сцена, го негира идентитетот на Македонија и македонците. И што бараат сега овие луѓе? Влез на бугарите во уставот пред почетокот на преговорите со Европската Унија. Но тоа не го бараат само Денков и Радев. Еве уште некој кој го бара тоа. И денес, Републиката има потреба од нова државничка одлука на денешната генерација народни избраници, со што државата и граѓаните ќе продолжат по зацртаниот пат на напредокот.
И денес е потребно да се свртиме кон аманетот, кој ни го имаат оставено илинденците и јасномците. Илинденците и јасномците знаеле дека вреди секој направен чекор напред за македонската државност и затоа нивните одлуки не обврзуваат да одиме напред, одлучно и храбро. Освен што се поистоветува со луѓе кои гинеле за Македонија, а тој витка кичма за Македонија додека бизнисите на владините функционери цветаат. Таче тврди дека и линденците и јасномците оставиле аманет да одиме напред. Одлучно и храбро да ги прифатиме бугарските барања дека и линденците биле бугари. Така Ковачевски некако го чита веројатно аманетот на илинденците и особено јасномците кои пак се бореле против фашистите од истокот и од западот. Илинден Јасном ги одликува одлучност, а не откажување. Затоа што само откажувањето е пораз. Луѓето што се откажаа од борба за идентитетот и тврдат дека не може да имаме подобра преговарачка рамка, дека не може да ја избегнеме таа заедничка историја после договорот кој тие го подпишаа. Овие истите луѓе зборуваат дека постапиле по аманетот на борците за Македонија од Илинден и од Јасном. И бидејќи таче го одликувала одлучност, еве го резултатот. Илинденско-Преображенското въстание е събитие с особено висока историческа стойност за съвременната българска нация. Не е случайно, че тъкмо българите са движещата сила в най-масовото въстание срещу Османската империя по тези земи. В географските области Македония и Източна Тракия по това време те са най-многочислената и политически най-активната част от иначе разнородното и население. Ова ли е аманетот на илинденците Црни, Димитар, Таче, Ќуран, Ковачевски? Но не само историјата, тој го заштити и јазикот и се повикува и го цитира Блаже Конески. Затоа што, како што вели Блаже Конески, јазикот е нашата единствена татковина. И се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште. А еве како го заштити јазикот. Бих добавил аз. Езика, то е свързано. Така ли, иначе? Толкова документи има. 45-та година написан. На основата на западно-български диалект. Да, северно-македонски променили са някои други, и граматиката малко, и други думи са вкарали от един друг съседен език, но няма значение. Сръбски. За официалния език на Република Северна Македония изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. България не признава техния официален език. Супер, нели? Еве уште малку думи од овој голем борец за Македонија, Таче Војвода. Нашето место не е назад во изолација, туку напред во европското семејство на народите и државите, со кои културно се надпреваруваме. Како што и го видел светот, уште пред повеќе од еден век, великанот и инспиратор на македонското револуционерно дело и државност Гоце Делчев. Човеков изгледа не знае дека Делчев не умрел на оро од многу играње или не умрел на поетско читање, туку со пушки и бомби загинал за Македонија. Ама Таче се инспирира од културната борба и веројатно исто така културно се бори за Македонија. Еве го резултатот и од ова. По това време споменът за съединението през 1885 година не е далечен. Затова и свои, и чужди са наясно с естествената посока на исканата пълна автономия на Македония и Одринско към едно следващо съединение. Додека Таче беседи за културното надпреварување, новиот бугарски премиер туку што измисли нова историја. Илинденското востание било дигнато за утреден да би се соединила автономна Македонија, за која се борел умрел и Делчев, со Бугарија. Ама Таче е неуморен. Поуката од минатото е дека едината зависи единствено од изборот што го правиме денес. Затоа, тој избор нека не се предрасудите. Нека е тоа огништето. Нека е нашата татковина за доброто на сите.
Пази, вели премиеров наш да не сме имале предрасуди. Веројатно мисли да немаме предрасуди кон бугарските барања за промена на историјата. Така го заврши говорот нашиот премиер. Еве како го заврши говорот нивниот премиер. През лятото на 1903 година сънародниците ни в Македония и Одринско плащат цената на устрема си към свобода с хиляди човешки жертви и с многобройни материални и морални опустошения. За да се спасят от изтребление, над 30 000 бежанци търсят подслон в родината майка. Ние, техните наследници, сме призвани да браним тези ценности и да ги предадем на децата си, които да ги пренесат в бъдещето. Видиш, тој се осекал заповикан да го следи бугарскиот Илинден и на своите деца и внуци да им ја пренесе оваа културна борба за обезличување и идентитетски геноцид врз македонците. Се затоа што оваа држава во моментов не е држава. Доказ за тоа е и незиниот председател. Почитувани мои сонародници, денес, на ден Илинден, почитувани мои сонародници, Тешко е да се каже македонци, веројатно. Па ајде кажи сонародници. Што има врска? Одиме понатаму. Историските извори сведочат дека во свечено украсената манастирска просторија пред многобројните делегати биле истакнати портретите на Тито, Сталин, Рузвелт, Черчил и на Гоце Делчев. На една од паролите во салата било запишано "Слава на Гоце Делчев, првоборецот на македонската народно-ослободителна борба". Отварајќи го заседанието, стариот илинденец Панко Брашнаров во својот говор спомнал само една личност, а тоа е Гоце Делчев. И манифестот на Асном до македонскиот народ зборува за борбата запоена со духот на Делчев и завршува со повикот: "Дигнете го уште повисоко знамето на Делчев, гответе се за последните удари на фашистичкиот окупатор". Кога Пендаровски говори за Делчев, тоа е најдобриот опис за тоа каква власт имаме. Еве го Стево 02 за оние кои малку заборавиле што претходно говорел за Гоце Делчев. Сите што имаат малку сознание од тој историски период е дека Гоце Делчев се изјаснувал како бугарин. Неспорна историска вистина е дека се изјаснувал како бугарин. Стево 02. Што да кажам, да не е казниво според кривичниот законник. Дури и на Илинден, на Пелинце, Стево не собра сили да каже дека Гоце Делчев е македонец, туку измислуваше обиколници како да не каже, а сепак нешто да каже. Делчев вистински му припаѓа на оној народ кој ќе го оствари неговиот завет, а неговиот завет бил слободна македонска држава. Делчев вистински му припаѓа на оној народ. Тешко му оди на нашиот председател да каже дека Гоце Делчев е македонец, но затоа неговиот хомолог од Бугарија, Румен Радев, нема проблем да измислува историја за Илинденското востание. Илинденско-превърженското въстание се превърна в най-масовият израз на волята за свобода на нашият народ. То се превърна в ярък символ на българския дух и завинаги ще остане непреходно знаме на борбата за правда, права и човешко достоинство. И сега, за да се исполни желбата на Радев, за кој сите сме биле бугари, Стево исто така се залага цврсто за промена на уставот на Македонија. И тука, уште еднаш се разминуваат со Гоце Делчев. Тој успел да му влее верба на народот дека само со сопствени сили и добро подготвено востание ќе може да се ослободи. Делчев ги обедини двата врвни идеали, дека само со сопствени сили и добро подготвено востание ќе може да се ослободи. Дека само со сопствени сили. Точно, секогаш овој народ успевал нешто само со сопствените сили, што е различно од ова. Затоа ни се потребни европски реформи. Најбрз и најсигурен начин за суштински реформи, без бирократски импровизации и партиски бизнис махинации, се преговорите за членство во Европската Унија. Европската интеграција е незаменлив катализатор за длабока трансформација на секоја општествена сфера. Треба да ни е јасно дека добра алтернатива за европските реформи не постои.
Сега, кога е неговата фотелја и политичка агенда во прашање, сега не може со собствените сили, туку единствено со промена на устав како предуслов за преговори со ЕУ, бидејќи тие така подпиша, само тоа било можното решение и чаре за нас. Само со камшикарот од Европската Унија. Со собствени сили сега нема шанса. Делчев го заборавивме, како и секогаш кога се овие луѓе на власт. Преговорите ќе ни помогнат да ја направиме корупцијата помалку општествено прифатлива, а културата на неказнивост да ја замениме со култура на одговорност и личен морален интегритет. Морален интегритет. Морален интегритет. Преговори со ЕУ ни требале за да има култура на личен и морален интегритет, вели Стево. Како, например, одговорност да понесе оваа личност без никаков интегритет. Имавме често муабети за името. Ќе го смениш името и никој нема да знае и утре ќе се викаме не знам како. Не може. Мора да доеш во институциите. Во тој момент, ја ви тврдам, душата ќе му извадат на тој што евентуално би го потпишал тоа. Нема да го остават у таа фотелја у која е. Значи ја не се сомневам, мислам дека шанси нема за такво нешто, али ако има, во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој човек или на тие луѓе. Треба ли да имаме референдум на крајот на тој процес? Како ќе го добија? Знаете ли колку луѓе треба да гласаат на тој референдум? Ако биде консултативен... 50... Не. Нема. Двете големи партии 2011 рекоа дека ќе биде облигаторен. Консултативен е, ја не ги знам нивните шпекулации и калкулации. Тоа е манипулација со народот. Или има референдум или нема. Непријатно малку, нели? Без грижи, само вам ви е непријатно. Нему е, тој има 15 сантими кожа. И сега, повторно не убедува дека промената на уставот е само техничка работа и дека овие бандити го заштитиле идентитетот. А сега повторно Румен Радев на истиот ден. Но днес това въстание зема и своето важно място в отношенията ни с Република Северна Македония и от нас зависи то да ни води към решаване на проблемите и нашето сближаване на основата на историческата истина. Защото въстанието бе възвестено от камбанния звън на българските черкви. За разлика од Стево Пендаровски, Радев јасно покажува какви реформски процеси не чекаат под нивна присмотра на патот кон Европската Унија. Ке бијат бугарските камбани, како што за Радев, но не и за Пендаровски, биеа во еден македонски манастир во Дебарско, но за тоа во друга прилика. Стево Пендаровски има финална порака. Затоа без одлагање да ги надминеме разликите, да се сплотиме околу итно почнување на преговорите, во спротивно ќе го изгубиме виталниот дел од општеството. Без одлагање да го смениме уставот. Кој друг е за тоа? Румен Радев. Да погледнеме. Гарантирането на конституционното равноправие на българите в Република Северна Македония и опазването на културното ни и историческо наследство по тези земи ще сбъдне заветите на Илинденце от 1903 година. Сваќате ли дека играат од иста страна овие двајца, како и предходните двајца? Но најсмешното за крај. Сеќавајќи се на трите македонски републики, Крушевската од 903-та, Асномската од 44-та и независната од 91-та, треба да бидеме свесни дека само од нас зависи дали четвртата македонска република ќе биде европска или емигрантска. Четвртата република. Може би мисли на Северџанистан. Таа четврта република на македонците од нас зависела дали ќе била европска или емигрантска. Деме, како не го смениме уставот, нема ЕУ. А пред само неколку години еден друг не убедуваше дека четвртиот Илинден, четвртата република, доаѓала само ако го смениме името. Почитувани граѓани, сега нам ни треба нов четврти Илинден, во кој ќе се обединиме одново. Четвртиот Илинден е нашата светла иднина. Со четврти Илинден, со евентуален договор меѓу Република Илинденска Македонија, неповратно го отвараме патот кон членството во Европската Унија и НАТО. Нема повеќе пречки за членство во Европската Унија. Отворени врати наместо блокади. Ќе добиваме повеќе пари и помош од Европската Унија. Сега нам ни треба нов четврти Илинден.
И сега, 5 години подоцна, 5 години слушајќи исти лаги, 5 години слушајќи исти глупости, овие безобразници повторно се обединуваат за да пробаат да не излажат уште еднаш. Ни збор не кажаа, ни Таче, ни Стево, за сето ова што го чувте од премиерот Денков или од председателот Радев. За оваа малтене воена реторика на бугарската држава. За ова со извинение мочање на главите врз сите нас. Ни збор не кажаа. Напротив, утредента по овие срамни говори од Софија, излегува портпаролот на СДСМ и настапува вака. Со оставките на министрите од ДУИ, што ќе стапат на сила веднаш по усвојувањето на уставните измени, исполнети се сите услови на Христијан Мицковски, што самиот тој ги постави за неговата партија да поддржи уставни измени. Се што треба ДПМН и Мицковски да направат е да се вклучат во процесот и да дадат поддршка за уставните измени. Со оставките на министрите од ДУИ, какви бре факинг оставки на министрите на ДУИ? Дали си ти дечко при здрава свест и разум? Ало, па портпарол на владеачка партија ден по тоталното негирање на македонците од страна на Бугарија зборува дека пречка за уставните измени не се Денков и Радев и овие изјави на Денков и на Радев кои ги чувте и видовте, туку тоа што Јетон Шакири, например, бил министер за образование. Дали сте бре луѓе вие нормални? Веднаш да одговорам, не сте, но ние сме и ќе останеме такви. Вечерва, нов час по македонска историја и непокор на тема Илинденскиот период со легендарниот Бране Светозаревич. Ќе биде Пепел. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио Вечерва. По јубилеен 10-ти пат човекот чија работа може да се сведе само на една оценка, чиста десетка. Бране Светозаревич, добро вечер, добре дојде. Добре вечер, добре најдов. По 10-ти пат. Одамна не сум те видел. Зошто ме избегаваш? Да. Пак нешто правеше, мајко му стара периодов. Има доста така новитети, убави работи се случуваат. Например, ова ремек дело пред мене вака камера, одлично. Книгата ти доби англиско издание, еве ја преубаво испечатена, дотерана и сега оваа книга, ова енциклопедија, ова Библија на македонските историчари, јас го велам тоа, ќе си го најде своето место сега и ширум светот. Сега секој ќе може на англиски јазик, здравје Боже, може и на кинески некој ќе ја преведе, на француски, но на англиски јазик секој ќе може да се запознае со твоето истражување, откритија, факти, докази за постојаноста на македонскиот идентитет и за името македонци низ милениумите. И ти благодарам и за овој напор и им благодарам на сите што ја помогнаа оваа книга. Минатата недела тука разговарав и со представници на Обединетата македонска дијаспора, Мето Коловски, Гордан Јорданов и сите други кои што се приклучија во овој потфат. Да, книгата настана најмногу по сугестии на многу македонци од целиот свет, кои сакаат да имаат на англиски јазик, но и македонци во Македонија кои сакаат да подарат на своји роднини, пријатели и, да речеме, и странци со кои разговараат околу оваа тема. И навистина, јас сум изненаден, не помина 4-5 дена, а веќе еден докторант од Универзитетот Јена ми се јави, ја побара во Германија, ја побара книгата, вели докторирам на оваа тема и сега веќе фактички без оваа книга сега би била доста посложена, посиромашна докторската, така што... Има ли шанса на Амазон некој ден да се најде онлайн? Сигурно ќе се најде на Амазон. Тоа се една од следните постапки кои ќе ги направиме. Лека по лека. Но пак сакам да нагласам дека ова не е мое дело, ова е дело на македонската наука и дело на македонците. Во следната емисија би сакал и да прочитам и оние македонци, да ги поздравиме кои ми помагаат сега со нови докази, со нови сведоштва од целиот свет. За вториот том, така од ова издание. Посебна благодарност и до Обединетата македонска дијаспора, која несебично помогна да се
преведе ова навистина обемно дело. Денеска е 4 август, трет ден Крушевска република, че уште сме во деновите на востанието. Тоа е нормално еден од поводите поради кои што и се собравме вечерва. Ке сакам да ги прокоментираме сите тие движења. Повторно историјата влезе во реториката на првите луѓе на нашиот источен сосед. Ако од Румен Радев не сме били изненадени, сега и новиот премиер, умерениот академик Денков, почна да го бојадисува и Линденското востание како и Линденско-Преображенско, но ќе одиме со ред. Кога си ми ти тука, јас сум релаксиран и мирен, ти си професорот и ти водиш, така да кажи ми нашево вечерашно патување низ македонската историја, како го почнуваме? Па го посветуваме на Илинден, се разбира, малку хронолошки направивме еден скок. Последната емисија ќе се вратиме повторно таму кај што застанавме, но Илинден не се пропушта, но сега низ документи и пак ли со документи ќе ги нервираш сега нашите соседи? Ќе ги оставиме сите тие што на таков начин се однесуваат, затоа што гледаме дека секој политичар, особено таму во Бугарија, станува експерт за историја, а членовите на историската комисија пак тераат само политика. Тој циркус таму што се случува, но тажно е што тука некој го прифаќа. Тука никој не тера ништо, бране. Овде ни политичарите политика, ни историчарите, зборувам за она комисија, нешто премногу ги искршија мотиките, борејќи се за македонските интереси, но во ред, од каде тргнуваме? Еве, ти предлагам прво една мала посластица. Да, тоа што ти навејави. Знаеш, ти доаѓаш кај мене и наместо со локум со документчиња. Да, супер. На гости со празнират се да не се оди, велат во Тетово. Може да го видиме мојот лаптоп. Како добар овет, Американски завод на доселеници. 1899 година. Да, 1899 година, значи 3 години пред Илинденското востание, направена е една интересна статистика, еден званичен документ. Овој инаку годината кога е Ајфеловата кула се поставува во Париз, во Барселона е формиран фудбалскиот клуб Барселона, ова е 4 години пред Илинден. Што се случува во Американскиот завод на доселеници? Се прави табеларен приказ на користени јазици во 1899 година по држави. Ова е официјален документ од Бирото за имиграција, односно Заводот за доселеници. Добро. Значи владин документ. Да. Званичен. Кој објавил извештај до емигрантската комисија составени од 3 сенатори, 3 члена на представничкиот дом и 3 члена избрани од претседателот Рузвелт. Значи многу сериозна комисија. И ова е фактички податок во која земја, кои јазици се говорат. Така. Сега можеш на самата табела. Можам да ти кажам право е овдека во Грција пример пишува. Ете Грција. Грчки и македонски. Се зборувало пред 124 години. 4, да. Се зборувало на грчки и на македонски. Чекај се, дали е возможно во овој период во Америка да биле Ковачевски, овие Цаци, Бујар, бидејќи тие чистиот македонски јазик го заштитиле. Како, нели, така сум слушал периодот. Да, тие се познати заштитувачи. Бидејќи ево мене ми делува јазиков заштитен, грчки и македонски. Во Грција, во Бугарија, опа. Бране, пак проблеми правиш. Еве ке зумирам вака за нашата. Не да може. Ова е многу интересна работа. Како вака, бране? Тоа треба исто да ги прашаме нашите стратешки партнери за што станува збор. Добро, чека имаме И не е лошо да се види во Турција, османлиската држава, бугарски, грчки, хебрејски, македонски, црногорски, српски, сириски, турски. И турски. Машала. Сега, супер. Од каде доаѓа ова? Американската демократија во 19. век е толку либерална кон националното, етничкото прашање, што дозволувала секој да се изјасни онака како што се чувствува и да каже на кој јазик зборува.
Тоа е апсолутно. Било дозволено, немало таму бугарска екзархија, немало таму немало интереси на соседите, грчка патриаршија, немало пропагандни кнежевство соседи. Бугарија. Така е. Едноставно, затоа тоа општество од тоа време било најпрогресивно општество. И еве ги резултатите од тоа. Значи, таму немало кој да му каже некому на македонецот, не си ти македонец. Не си македонец, или ако доаѓаш од Грција, ти си грк. Или ако доаѓаш од Грција, ти зборуваш на грчки. Тогаш немало, денес има, тогаш немало. Тој се изјаснува, македонецот се изјаснува дека доаѓа од Грција, дека е македонец и зборува на македонски. А Грција е тука само држава. Можно ли е на македонски јазик да зборувале тунгузици некои, или да не биле да немало македонци, а да имало македонски јазик? 4000 пати одговорено прашање, но чисто како заклучок на овој документ, тешка работа, нели? Тешка, така е, апсолутно. Добро. Јас, еве, тоа е вака за почеток. Одиме на 414-та страница. Ајде, после јас ќе ти дам нешто за почеток вака. Ако може. Сакам да ги оспорам твоите тези, може би не постојат македонци, може би, нели? 414 страна, добро? Да. Што ќе погледнеме овде? Ова е се дел од книгата на Бране Светозаревич, тоа верувам дека нема кој не го знае, 10 пат си тука. Сега ова го има и на англиски јазик, се ова ќе може да си го читаат и пријателите и преку барата и од тие МПО и разни организации. И што ќе дознаат на 414 страна? Вака, сега само се извинувам. Значи овде имаме една од мапа. Добро. Напис со географска карта. Добро. Истата година, 1899 година. Весникот Morning Record. Во која експлицитно е покажана територијата Македонија, нели, во рамките на Отоманското царство. Гледаш, се што е засенчано е Османлиското царство. Но издвоена е Македонија и во самиот текст најдолу може да се прочита дека се споменуваат и македонците, нели? Аха, во текстот доле мислиш? Да, во самиот текст. In the meantime, the long oppressed Macedonians, долго репресираните македонци. Значи, многу им било јасно. Знаеле колку е часот. Каква е состојбата на ова е се во предвечерието на Илинденското востание. Но сега ќе се приближиме малку. Ајде. 431-та страница. Добро. И тоа одиме Стојан Новакович, Весник Македонија или Весник? Весник Македонија. Добро. Србија. 1902 година, Весник Македонија, да читам може, нели? Се извинувам, тројката, значи 902 Весник Србин. Весник Србин, добро. 902 година, Весник Србин, да читам може, нели? Овој весник ги следел активностите на македонскиот национален деец Стефан Јакимов Дедов. И вели, редовно оди во посета кај одделни млекари, фурнаџи, меанџи и други срби од Турција. Разговорот кај сите наведени, Јакимов го води исклучиво околу темата чија е Македонија и како Македонија треба да им остане на македонците, а никако да се присоедини кон Србија. Зборувал дека македонците не се срби, туку словени. Во целиот негов живот, во зборувањето и во пишувањето никогаш не го употребува зборот србин. Кога зборува за Македонија и македонците го употребува зборот словени. Зарем одгоре наведеното, не е јасно дека Јакимов дошол во Србија како агент на бугаризмот. Сега откриваш кој не измислил дека бугарите не измислиле. Добро, и претходно сме ги испојувале пропагандите тоа беше политика 907 година. Кога ги анализиравме пропагандите како за големо српските интереси, секој македонец е бугарин, како за големо бугарските секој македонец е србин. Да видат како е кога бугарите се обвинети дека се виновни за македонизмот, да. Добро. На 432-та страница, значи тука сме. Одиме со Николај Чариков, Русија. Николај Чариков, Русија. Чекај сега, 1236. Дракул, Македонија. Добро, кој е Чариков ме интересираше. Одиме. Според изјавата на Сарафов, тој и неговите приврзаници се борат за независност на Македонија, не сакајки со таа област да владеат ниту србите, ниту бугарите. Бидејќи незадоволни од овие последниве, тие сега се спремни да ги убиваат бугарите, како што порано ги убиваа србите.
ова го читаме затоа што има еден многу абсурд. Најголемите непријатели на бугарската политика, тие ги прогласуваат за нивни херои. И тоа е феноменот на бугарската политика кој никој не може да го разбере уште пред 100 години. Ние читавме и некои коментари на русите, па и на еден швајцарски психијатар за оваа работа. Значи, да, веројатно најподобните луѓе кои што може да ги објаснат. Тоа е навистина чудо едно, значи. Сега, кога сме до 432-та, може и следниот документ на Росковски. Добро, истата година, 902, дипломат. Една година пред Илинденското востание, Александар Ростковски, Русија. Вели, издаваниот во Битола од местниот комитет хектографиран и легален весник Оружје. Во еден од последните броеви објави статија во која им советува на македонците со собствени средства да се извојуваат слободата, не надевајки се на поддршка од надвор, бидејќи ниедна држава не работи несебично, туку сака да освои туги области. Значи, овој вестник на организацијата уште во тоа време, година претходно, повикува самостојно да се никаква помош. Она што го алудираат бугарите дека тоа е бугарско востание и така натаму. Инаку овие истражувања што ги правам претходно со биографскиот именик. Добро. Се покажува дека 99,99% од востаниците се од Македонија. Значи, биографскиот именик, да подсетиме, го спомнавме во една од првите емисии, тоа е еден труд, голем труд на кој што работиш, ти се трудиш да ги дознаеш имињата буквално на сите учесници. Да, на илјадници од нив и одам по региони, 12 тома припремам за тоа. Вау. Мега проект е. И 99,9 и 100% што ми се рекло. До сега што го се од Македонија учесниците во востанието. Значи на прсти се бројат доброволците од Бугарија и од Србија и од Грција и така натаму. За улогата на Бугарија ќе зборуваме и подоцна во Илинденското востание и какви цели имала. Нема никаква врска, а државата па уште помалку, освен што дозволувала на незина територија под притисок на големата македонска емиграција, четите да навлекуваат преку таа територија. Во редно каде се формираат четите на бугарското револуционерно движење? Да, исто така се формираат во Србија. Тоа е нормално. Таму се среќаваат и Раковски и Левски, се среќаваат во Србија, или бугарската легија се формира и така натаму. Тоа е нормално, така е. Би можеле србите, например, ако денес да им тријат сол на глава на бугарите, да им викаат кај нас се формираше вашето движење, или нас да ни викаат на наша територија е формирана... Да, во право си. Секогаш треба, кога така настапува, треба да ги подсетиме што правеле тие. Па така е сега. Значи нема ништо случајно. Замисли Асном да беше направен во некој манастир на граница, сега што се наоѓа во Бугарија. Да, кој знае што ќе беше. Тоа ќе беше, Боже драги. Тази дупка не е дупка. Одиме понатаму. 434 страница. Одиме со Иван Зиновјев. Иван Зиновјев, еве го, многу бе ти со овие руси ве бране, ова сомнително, мисля. Рускиот амбасадор во Цариград, тоа ли е Иван Зиновјев? 902 година. Откако ја грабнаа господјата Стоун и нејзината сопатничка, албанката протестантка Цилка, тие на господјата Стоун и објасниле дека не се никакви разбойници, туку дека и припаѓаат на организацијата, што си има поставено задача да ја ослободи Македонија од турското иго. Куќата во која престојувале пленичките, благородничките, обично била чувана од 4 македонци, но повремено тука се присобирале и по 25 души. Ова е извештај на рускиот амбасадор во Цариград за грабнувањето за аферата Елен Стоун. Гледаме тука кој всушност учествува, ова е званичен извештај. А каков е односот на Русија во тој период, нели таа цело време? Да, тоа е многу интересно прашање, да речеме сигурно ќе го обработиме еднаш, но сега да напоменеме. Значи, она што го јавуваат руските амбасадори, конзули и известувачи од терен е сосема спротивно на званичната политика на Русија. И тоа е многу интересно да се изанализира. Званичната политика на Русија во тоа време е антимакедонска. Таа гледа да по секоја цена го задуши востанието да не се подигне.
и дури им претат на македонските војводи да не подигаат восстание, затоа што Русија отворено ќе застане на страна на Османлиската империја. Ние сме зборували за средбата на македонци 877-8 кога беше со рускиот император, кога отишле да го бараат, кога им било кажано дека други планови имаме тоа беше, ние за вас. Да, со Ламсдорф, министер за надвршни работи на Русија, кога доаѓа во Софија, таму му доаѓаат од организацијата и со воодушевување очекуваат дека ќе добијат поддршка. Тој ладно ги прима и им кажува дека нема што тој нив да им исполнува нивни желби, туку исполнува желби на царот и дека А желбата на царот е преку Бугарија да ги остварува своите интереси, а за да ја задоволи Бугарија, стално Македонија тука. Така е, апсолутно. Тоа е паричка на масата. А интересно што сите овие извештаи од теренот, а тие нас ни се најмеродавни затоа што амбасадорот, конзулот и тајниот агент тој должен да даде верна информација. Да. И тоа се случува и со французите, ќе видиме и со британците и германците и така натаму. Значи теренот кажува дека имаме тука некои македонци кои што се борат да ослободат Македонија. Не читам тука дека планот бил Македонија се спои кон Бугарија? Не. Тука има експлицитно кажано кој ги киндапирал и која е организацијата и за што се бори. Добро. На 435-та страница Балкански гласник весникот. Сега Балкански гласник. Весник Балкански гласник. Пишува Ајде. Овој дедов, нели? Што го обвинуваат дека работи за бугарски цели. За Бугарија. Бугарски агент дека. Па да видиме што тој пишува истата година. Секој што имал можност да ја посети оваа несрекна братска земја, веруваме има увидено дека основната маса... Се извинувам, ова во Белград е Весников го издава. Добро. Ама како македонец ги информира српската јавност. Добро, основната маса на народот е словенска, која по обичаите, традициите и минатото представува една етнографска целина, но која, за жал, денеска е распарчена на неколку делови. За 30 години бугарите не беа во состојба да го побугарат населението во Македонија. Па ова е 902 година пишувано. Па мислиме дека нема да може да го сторат тоа ни другите народности. Во интерес на словенството на Балканот се надеваме дека сите ќе работат за тоа да и се даде на Македонија автономија и да и се признае незиниот словенски, македонски дијалект. Значи бара веќе и литературен јазик, а човекот кого овие го обвинуваат дека е бугарски агент, вели овде бугарите не успеат да не побугарат, така е, да. Нема да успеат ни другите. Тоа е тоа. Балканска мешаница. Затоа вака одиме за да Ако супер. Летаме преку страниците. Во форма сега, спремен сум за. На 438-та страница. А ево го и Балкански гласник, само дајте. Ова е тоа е тој вестник. Београд, неделја 18 август 1900. Значи сека после веднаш после неколку броја забранет. Затоа што Иначе ова е издаден овој број 121 година пред точката на дневен ред да се стави во Македонското собрание 18 август. Да, за декларации да се носат, не знам што, не знам што. Многу сме во текст со времето. 438-та страница Весник Право, тоа е весникот кој Гоце Делчев го превзел неговото уредување и наредил на неговите пунктови начелници да се Никола Зографски, Никола Малешевски и други. Добро. Да се пренесува во Македонија. Ајде да видиме што пишува Право. 902 година. Весник Право. Весник под контрола на Гоце Делчев. Така може така да кажеме. Внатрешната револуционерна организација ќе му даде на секој да разбере дека работи за единство и независноста на Македонија како слободна држава на Балканскиот полуостров. Таа организација давала и во иднина ќе дава докази дека не е агент на ниту една од соседните држави, туку агент само на македонската слобода и независност. Со таквите докази таа постепено ќе ги отстранува племенските разлики во Македонија. Ќе ги организира идниот, ако и разнобоен, но способен да се самоуправува мирно и тивко македонски народ. Да продолжиме и со следниот број.
на Весникот Право. Внатрешната револуционерна организација не може и не треба да се солидаризира со погледите на патриоти надвор од сферата на Македонија, зашто таа не може и не треба да го смета македонскиот народ за кал, од кој може да се прави денес едно, утре друго, без да се плаши дека ќе се претвори во пепел и прав. И покрај сето ова, председателот си го на Бугарија го прогласува за народен херој на Бугарија. Тоа нема многу вака допирни точки со логика, со разум, со реалност, но да, се случува. 440-та страница. Само секунда. Добро. Имаме слика една тука. Има и една слика на една македонска чета од стари ајдуци. Војводите Кочо Љутата и Дончо Пирински со нивните соборци. 1895 година. Македонско востание 1895. Сега вака, Петар Бошњаков, те молам прочитај. Аха. Петар Бошњаков, македонец. Организацијата, имајќи своја револуционерна програма, е неумоливо непријателска и жестока пакосница на стремежите на екзархијата, затоа што таа нема за задача да создава велика Бугарија, за која војуваат сите пратени од Бугарија просветители на чело со екзархот, туку на рајата да ја даде политичка слобода, да создаде почва за културен и економски напредок, прогласувајќи македонска државичка на Балканскиот полуостров. Како милозливо го викат ова државичка, дека една државичка само си сакаме. Тоа сака организацијата. Од последниот се плашат и екзархијата, и официјална Бугарија. Сите чиновници на екзархијата се доведени од Бугарија со пан-бугарски идеи, просто и чисто северно-бугарски језуитски ред, со задача да создава бугари во Македонија. Вау! Силата на македонското движење зад Рила ја плашеше владата на Стоилов, бидејќи знаеше дека раководителите на тоа движење при избувнување европска јарост и борба на живот и смрт нема да се обрати за помош до него, до бугарската војна сила, туку до мускулите на робот. Еднаш кога револуционерната организација во Турско, поставена врз здрава основа, македонскиот деец и робот ке го презрат секое шовинистичко посегање, на која и да е бугарска влада, а нема да ја остават со своите нечисти раце да ја валкаат светоста на револуцијата. Владата на Стоилов тоа го знаеше и ете зошто нејзиниот шеф си го напрегаше умот да најде средство со кое ќе спречи едно масовно движење во Македонија, да го обесили, а потоа да му се даде насока. Бугарија? О, не прашувајте за неа. По крвопролевањата и плачот на несрекните робје, таа остри заби, така натака. Посега со рака, не за да го оттргне од страдањата, туку за да се докопа до Беломорскиот брег. Секој треба да знае дека досега Македонија и Одринско ќе беа слободни ако не постоеше слободна Бугарија. Сега вака, читајќи го ова... Петар Бошњаков, 902 година. Јас, сакам да искористам, ако дозволиш, еден апел до сите политичари во Македонија, без оглед на се, на која партија припаѓаат, на која националност, вера, не е битно. Сакам да ги замолам, да апелирам, дека пеколот ни се наоѓа на самата граница. Но со измена на уставот, пеколот ќе го имаме дома, во Македонија. И да влеземе веќе во Европската Унија, ние ќе влеземе заедно со пеколот. Затоа што ниту еден од овие кои дојдоа да не охрабруваат, нели, бараат храбри луѓе за да потпишат дека не постоиме. Бараат храброст од нашите лидери, нели? Да. Ниту еден не дава гаранција. Туку тоа морате да го направите, а никој не потпишува дека после тоа нема да има понатамошни остапи. Да, така е. Ниеден амбасадор, ниеден државник што дошол овде, ниеден евробирократ кој дошол тука, не дава никаква писмена гаранција. Значи, пеколот тогаш веќе ќе биде кај нас и ќе се отворат уште многу други прашања. Ајде да измешаме малце карти, да го видиме портпаролот на пеколот. Дајте мој лаптоп. Тенденциите и јасномците знаеле дека вреди секој направен чекор напред
за македонската државност и затоа нивните одлуки не обврзуваат да одиме напред, одлучно и храбро. Порано битките биле на бојното поле. Денес тоа е дипломатското поле. Илинден јасно ги одликува одлучност, а не откажување. Затоа што само откажувањето е пораз. Оваа влада постапи по аманетот на илинденците и јастомците, дека правата се штитат на рамноправен терен, седнати на иста маса заедно со останатите европски земји и светски сили. Изгореа од желба светските сили да седнат на иста маса со Димитар Ковачевски. Ова го пуштив за да го слушнеме вордингот. Ова што ти го кажа сега, да, напред на иста маса со луѓе што не гарантираат никакво, апсолутно ништо. Декларација, велат во Германија. Па тоа е декларативно, значи. Добре. Нешто кажано, не напишано, не гарантирано, и тоа е ветер и магла. Али овдека пострашно е што тој се поистоветува со илинденците и јастомците во нивниот дух и идеи. Значи, нивниот аманет бил ние да ја движиме државата напред. Како да ја движиме државата напред? Сиве овие ненормални ки испадна што ги читаш ти во книгава. Дејци, војводи, професори, амбасадори, сите буквално сега кои што зборуваат за борбата, како се бореле македонците. Инаку, не можеле да се договорат со султанот, не можеле да се договорат со сите да се договорат, со кого сакат. Еве, ајде ке се припоиме кон вас, кон Бугарија. Не, тие се бореле будалите за автономија на Македонија. Ненормални, не знаеле какви гениалци ки има тука 120 и кусур години подоцна, кои што се исто храбри како нив и викаат ајде сега ние да подлегнеме на политичките барања. Сега ќе ти покажам на кои луѓе. Еве на овие луѓе. Дајте мој лаптоп. 2 август е символ. На тази дата преди 120 години българите в Македония и Одринска Тракия доказват, че идеята за демократска република, в която българи, турци, евреи ще бъдат равноправни във всяко отношение, не е увиснала на бесилото заедно с Левски. Илинденско-Преображенското въстание е събитие с особено висока историческа стойност за съвременната българска нация. Не е случайно, че тъкмо българите са движещата сила в най-масовото въстание срещу Османската империя по тези земи. В географските области Македония и Източна Тракия по това време те са най-многочислената и политически най-активната част от иначе разнородното и население. Българското съдържание и облик на въстанието, а и на цялостното революционно движение в Македония и Одринско е признато от всички. От османските власти, от останалите етнически общности и от балканските съседи. По това време споменът за съединението през 1885 година не е далечен. Затова и свои, и чужди са наясно с естествената посока на исканата пълна автономия на Македония и Одринско към едно следващо съединение. Добро, доволно. Го видовме премиерот на Македонија, ова е премиерот на Бугарија. Ова е академикот Николај Денков, умерениот, новиот, ке бил, не знам, многу подобар кон нас и така натака и така натака. Всушност се надпреварува со претходните, што може уште полошо да измисли, затоа што ова се нови измисли. Но за да не им одговараме ние на нив, супер, затоа ги пуштам за сега да ќе им одговарат современици од тоа време, а нивни колеги ќе одговарат министер за надворешни работи, ќе им одговори на Бугарија, ќе им одговори ректор на универзитетот, ќе им одговори тогашен професор и така натаму. Одиме поред и доаѓаме. Важи. Сега вака да видиме 441-та страница, тука го имаме Анастас Јанков, го читаме, овој е врховистички, меѓутоа
како настапувал на теренот, да видиме меѓу македонците. Како се обидувал на населението да му се доближи. Да се доближи и што им зборувал. Дали им зборувал за ова што зборува Денков, да. Не знам што е. Македонци, сетете се за светскиот победител за светската слава на Македонија, великиот Александар Македонски. Сетете се за храбриот цар Самуил, македонскиот великан, за прекрасниот Марко Крале, општо словенската слава, дека во нив текла македонска крв. Тие од небесните височини бдеат и го благословуваат нашето започнато дело. Да се покажеме достојни нивни потомци, да им ги зачуваме славните имиња и да го зачудиме светот со нашата храброст, умешност и самопожртвуваност. Да го отресеме од себе срамниот јарем што не гуши 5 века. Ова иако врховист, на овој начин се обидува да зборува со јазикот на населението. На македонците не може да им зборува за бугари. Туку им зборува за Александар, за Самуил, за крале Марко, апсолутно. Не за Омуртак, Телерик, Токту. Затоа што никој нема да го разбере. Многу едноставно. Да видиме Никола Карев на 443-та страница. О писмото до Гоце Делчев, што му пише. 1902 година, Никола Карев. Сум чул за овој Никола Карев. Познато ми звучи. Да. 1902 година. Писмото од Никола Карев до Гоце Делчев, во кој го известува за тешката состојба во Битолско. Не треба да чекаме повеќе, Гоце. Време е веќе да стануваме и да се биеме, да не чекаме слобода, ниту од грците, ниту од бугарите, ами сами ние македонците да се бориме за наша Македонија, што ја засилува организацијата меѓу селаните и да не се споменуваат тврдењата дека сите македонци работеле за присоединување на Македонија кон Бугарија или Грција. Што се однесува до мене, никој не ќе може да ми ја одземе мојата храброст и мојот патриотизам. Драго ми е да ти соопштам дека сите наши момци се готови со пушка в рака да се бијат. Да се бијат. Да, не да тоа... седнат на големата маса. Така е. И да ги прифатат барањата на му благодариме на Никола Карев што им одговара. Сега одиме понатаму на 444-та страница. Добро. Весник Македонија. Македонија, со ќе, добро. 903 година веќе сме. Да се пофалам и јас нешто, ајде. Прочитај го. Тетоец. Тетоец? Мате Геров. Ајде, доста со огријени до овде сте ми. Сигурно ќе имат пак некој огријен сподолу. Нема бегање, ајде. За политичките настапи на Матеј Геров. Матеј Геров е тетоецот? Да. Во Белград, во весникот Македонија се вели: не е ниту србин, ниту бугарин, туку македонец. Инаку Матеј Геров е новинар, интелектуалец и е сарафист. Он е многу близок човек, десна рака на Сараф. Одиме понатаму. Само момент. На 444-та страница може и ова. Карев? Да. Војводата Никола Карев и другиот штабот. Брзаме да ви го честитаме востанието. Денеска цела Крушевска околија заедно со цела Македонија крена во стание. Чекаме ноќ за да дојдеме и да го заземеме Крушевот, а заедно со целиот народ да го извикаме победоносното македонско ура! Бог и правото се со нас. Да живее Македонија. Штаб Никола Карев и други. Да, ова е исто одговор. Сме гледали и сведоштва на луѓе кои што од пред 40-50 години сведоштва, живи луѓе од Илинденско востание, тоа кажуваат дека вечерта на 2 август дошле, викале, дојдоа нашите. Така е, апсолутно. На 446-та страница. Анастас Јанков повторно? Ајде, ова, не, одиме понатаму. Да видиме вака, 450-та страница. Јас имам запишано. Добро. 450-та страница. Само да видим. Пере Тошев, Македонско друштво Атина, Никола Карев. Да, овој Никола Карев. Интервјуто за вестникот Акрополис. Да. Интересно е. Сега со грците да видиме. Дури сме кај Карев и кај Илинден. Да. Па така, тематски се подредени. Да, ова е интервју вестникот Акрополис. Во интервју со председателот на Крушевската република Никола Карев за грчкиот вестник Акрополис, 8 мај 903. Се вели: Македонец ли си, го прашувам. Да, одговара Карев. И следствено грк. А за ова не знам, ми одговори. Јас сум македонец. Директен наследник на Александар Велики, му велам иронично. Да.
И Александар Македонски што беше, ве молам? Не знам, но историјата вели дека бил грк. Тогаш и ти како негов наследник си грк? Не, ми одговори. Значи тогаш пак го прашувам, зошто кога сте веќе грк сакате да се ослободите со помош на Бугарија? Која Бугарија, Великарев? Мислите на комитетот? Да. Ќе одговорам дека комитетот не е бугарски. И второ, изгледа дека сме наклонети кон Бугарија затоа што само таа се покажува расположена да ни помогне. И Грција, ако го правеше истото, ќе ја прифатевме со целото наше срце. Бугарската заштита ја гледате само површински. Бугарија не сака да ве ослободи од турското робство, туку да ве подчини, му вели новинарот. Ако Бугарија мисли да не претвори во нејзина провинција, си направила лоша пресметка. Инаку нас не интересира што мисли Бугарија, туку обрнуваме внимание само на следново. Си ја постигнуваме ли целта? Си ја добиваме ли нашата слобода? Но не интересира дали ќе не ослободи Грција или Бугарија. Единствено што може да добие секоја една од нив е само нашата благодарност. Многу фино објаснето. Во суштина, викаат, немаме проблем кој сака црни ѓавол нека дојде, ако ни помогне да си ја добиеме слободата, бидејќи првенствено борбата е за слобода од 5 вековно робство, за слобода. И таа слобода да се преточи во автономна, независна македонска државичка или држава, или нели епилогот е Крушевската република. Во овој период за да се помогне од некоја друга држава било сосема нормална работа затоа што тоа го доживеале бугарите. Така е. Руската војска ја ослободила Бугарија. И грците биле ослободени од други и помогнати максимално и така со флоти и така натаму. Зато и Карев го дава и интервјуто за Акрополис, можеби за да така што прати ишарет и до Грција, ако бидејќи македонците веќе не верувале во таква помош, но декларативно кажувале дека ако ни помогне некој, нели Борис Арафов истото го вели. Ако помогне, добре дојде, ама да не се надева дека ќе не окупира пак. Така е, дека сме нешто посебно. Значи, тоа е една филозофија на македонската револуционарна организација во тој период. Ова е пред и за време веќе на востанието тие години. Да видиме. Можам ли јас една мала дигресија ти направам овде? Да. Во суштина што сакам да покажеме. Го видовме премиерот на Македонија, го видовме премиерот на Бугарија. Румен Радев, ќе го пуштам подоцна, но со нешто друго. Него сме го гледале години наназад каква му е реториката, еве сега за Илинден 10 пати во еден месец повтори дека според него Илинденското востание било бугарско. Прво, Илинденското востание, тие го нарекуваат Илинденско преображенско од која 63-та. Да, така. 63-та година. Претходно, дури во архивите да објасниме од кога тие го слават Илинденското востание. Тоа е конкретно на 60-тите години. Фашистите кои доаѓаат, нацистите и фашистите во Македонија, 41 година, за да ја направат фабулата, да се поврзат со локалното население, тогаш започнуваат 42-3 година одбележување на Илинденско востание, но и тие, и фашистите и нацистите не го нарекуваат Илинденско преображенско, туку само Илинденско. Тоа го имаме на микрофилмови во бугарските архиви, тоа го имам и јас. Може да погледнеме и неколку слики, дури сме на оваа тема, 20 годишнината на Илинденското востание. При што овие луѓе сиве што ги гледате на сликава се македонци. Нема таму Да, ова се македонските емигрантски здруженија во Софија организираат прослава на 20 годишнината, инаку уште од 904-та македонците почнале со од една година по на годишнината почнале. А во ова не се вклучува бугарската држава по ниедна. Македонска младинска организација во Софија. Така е. Илинден, македонски национален празник. Па ете тука се гледа, например, македонскиот народ си има свој национален празник, тоа е Илинден. И така натака, и така натака. Добро. Сега, што се случува во 2023 година? Односно, сакам да те вратам неколку години наназад. Првото име што го предложи Зоран Заев, како предлог за ново име,
за Македонија, се сеќаваш ли кој беше? Илинденска Македонија. А, да, Илинденска Македонија. Сме заборавиле нови работи, Да, важно е да се подсетиме. Дајте ми лаптоп. Република Илинденска Македонија е името за кое е можен компромис со Грција. На англиски Republic of Ilinden Macedония. На албански Република Илиндитасе е Македонис. Република Илинденска Македонија е име со кое го зајакнуваме темелот на нашата република. А Илинден значи историски континуитет на нашите стремежи, нашата државност и нашата гордост. Добро. Бране, можно ли е Илинденска Македонија како предлог на заев да му било шепнато од Бугарија? За после тоа, гледаш што прават денес со Илинденско востание. Гледаш како нагазија дека било бугарско, дека не било македонско. За после само да го променат со закани, со вето, со уцени карактерот на Илинденското востание, вештачки да го изфалсификуваат, како што го изфалсификувале Илинденско преображенско, за многу полесно да си ги остварат своите аспирации. Да, ова е секогаш кај бугарската политика има еден континуитет, цели служби работаат на тоа како да се нешто да се подметне. Кај нас секогаш со подметнување. Сега тоа го прават преку наши политичари. За жал, кои околу себе немаат советници кои ќе ги насочат и ќе ги предупредат кои се историските замки кои стојат претходно. Сега, како одговор на сето ова и како нешто што ќе те изненади и тебе, и јавноста, е како се нарекувало Илинденското востание во првите години по востанието. Добро. Одиме на 455-та страница. Таму една илустрација има. Искрен да бидам, јас не сум изненаден, бидејќи го знам ова, ама е убаво за... Дајте лаптоп. Да. Големото македонско востание. Значи, првото име на Илинденското востание е големото македонско востание. Зошто е македонско? Затоа што го организира македонскиот народ во Македонија. А зошто е големо? Затоа што едно имаше македонско востание со седиште во Кресна. Да. И тоа беше македонско востание. Така е. И за да направат континуитет и споредба, да лесно да се препознава, Илинденското востание е наречено големо македонско востание. Инаку, тука ја гледаме првиот или вториот вод на четата на Ѓорче Петров, а сега изненадување е веќе оригиналите. Ау! Овие се оригинали. Повели. Евака. Ова и вториот вод го има на следната страница. Оригинали. Да. Тие се оригинални разгледници од пред 120 години. Направени се во Софија, нормално, од нашите македонци. Изработени. Зум. Дали може да се види? Да, сега ќе зумнеме. Овака ќе ставаме една по друга. А подоцна ќе видиме... Големото македонско востание 1903 година. Така. Првиот и вториот вод на четата на Ѓорче. Мои луѓе, да знаевте какви гениалци ќе имат 120 години подоцна, можда за пекари ќе учевте. Се шегувам, сигурно дека немаше, бидејќи револуционер се раѓа, не се... На 452-та страница врати се на... Може да малку да... Овие... Само внимавај како се однесуваш. Ги ставам пред мене за да видам уште по-сериозен. На 452-та, врати се малку назад, има уште една разгледница. Македонски востаници, четата на Григор Ангелов. Ово е војвода од Егејска Македонија, од едно село. Еве го оригиналот.
Бране легендо. Бране легендо. Не мора разумираме, доволно е вака да ја погледнете. Оние кои не знаат, мојот ценет пријател Бранислав Светозаревич е голем колекционер на се поврзано со Македонија, од поштенски филателија марки. картофилија, Да. веќе 52 години. И ова е некоја поштенска карта, 1910 година некој ја Е испратена. ја испратил до некого на германски, мислам. Да. Еве уште малку, еве уште една. 3 брата, борци за Македонија, родом од Дебарско. Значи, повторно борци за Македонија. Многу убаво кажува што кој се што се. Цветан Христов, Тасе Христов и Дојчин Христов. Ке може ли изложба направиш ти со овие поштенски марки? Може, секако, да. Поштенски карти, секогаш, пардон. за жал, секогаш. Три браќа борци за Македонија, родом од Дебарско. Цветан Христов, а не кажеш Охридски војвода дека е, Тасе Христов Охридски, Дојчин Христов. Шо се, таму. На Дебрца, мислите, е славна Дебрца. Зато е Дебрца. Убаво си пишува тука Охридски сега. Ако имаш некој тетовски, дај ќе го покажам и него, не е проблем. Добро, борец сега, ајде, не можем со тебе, не можем. Еве, 4 наедно македонско. 4 заедно во македонско. И овие, сакаш да кажеш, му оставиле аманет на Ковачевски да ги послуша барањата на... Не мора да... Искрено да кажем и не може да разберам се што кажа, бидејќи Да, не е кохерентен, да, не е најкохерентен. И уште да ги побрзам работите. Јас сум историчар. Во Македонија комити. Тип ди комитаджи, да, тоа на француски, тип на комити. Тип на комити. Македонија, да. Значи, ете и непосредни докази, да речеме, од тој период. Сега одиме понатаму во интерес на времето, нели? Така е. Да, јас заборавам, фала што ме подсети. Имам некој 25 27-8 минути. Не можеме, ова 3 емисии ни треба, само за Илинден, ама добро, ајде. Но она што ние за денеска. Илинденскиот период и отворената агресија, речи си на граница на воена риторика, што доаѓа од соседството и отвореното предавство на нашите политичари кои што на 18 август ќе влезат во на собрание и ќе речат ова не постои што го зборуваат соседиве, нас слушајте не, асномците нас и илиндеците ни се јавија на сон и ни рекоа внесете ги бугарите во уставот. Да продолжиме да видиме не на сон, него реално со факти што правеле тие луѓе во тој период. На истата 455-та страница, да го прочитаме Дамјан Груев. Дамјан Груев, тој беше некој фудбалер ли, кошаркар ли? Да, Дамјан Груев, нема да чуде кој тоа стане. Обраќање до српскиот дипломат Света Симиќ. Ако има некој во Бугарија кој сонува за проширување за сметка на Македонија, а има, тоа може да биде само кнезот Фердинанд или денес Румен Радев и Денков. Затоа нам, на македонските револуционери, значи не на Ковачевски и Пендаровски, не ни се потребни никакви граници од страна на бугарите, но ниту пак ни се потребни такви од страна на србите. Да се постигне вашата спогодба со бугарите, а да се прекине секоја натамошна националистичка пропаганда и да се запрат денешните непријателства меѓу српските, бугарските и македонските чети. Ова е рамноправност, ова е повик за добрососедство. Да не ни газите на врат. А не да не газиш на врат, јас да викам браво, ова е патот кон просперитетот. Да. Да не остават на мира. Да не остават на мира. Да, ме Груев. Малку поразлични зборови од зборовите на Стево Пендаровски. Баш сум зачуден. Леле, 456-та страница, тука е повторно таа разгледница од големото македонско востание, втората разгледница, нели? Да. Сега Тома Попниколов. Го гледам овдека Бујар Османи, сите ги гледам. А еден кичевчанец да проследиме. Ајде. Што кажува, дава за Daily News. Добро, Тома Попниколов. Лондонски Daily News, новинар го прашува, што е тоа неповолно за македонската кауза што лошо се сваќа во Европа? Тома Попниколов вели, Македонија за македонците, не за Велика Бугарија, е нашиот идеал.
рече борецот Тома Попниколов. Така гледате дека ние веќе направивме извесен почеток со привремена влада на Македонија. Нашиот идеал е Македонија на македонците и за него ние се бориме. Јас се надевам дека ова вие ќе го кажете на вашата англиска јавност. Востанието е македонско. Вистинските ефикасни чети се македонски. Четите не доаѓаат од Бугарија. Тие доаѓаат од македонскиот народ. Тие ќе продолжат да доаѓаат се до тогаш додека македонскиот народ ќе го поднесува лошото владење на турците. Рековме само нека зборуваат. Да. Сега. Нели рековме да му одговорат овој министер за надворешни работи, премиер. Добро, јас не гледам вести 9 месеци, не ми замерува за тоа, затоа што немам што да слушнам. Но па исто е гледаш през 120 години и денеска, тоест тогаш поповолна позиција сме имале, иако сме биле под османлиско робство. Еве го Иван Шишманов, бугарски академик и ректор на универзитетот. Што ректор на универзитетот? Да, бугарски, да. Добро, 903-та Иван Шишманов. И министер за образование, и историчар, и писател, и политичар, и фолклорист. Вау. Значи по-компетентен нема од него. Што тој кажува доколку успее во станието, што ќе стане во Македонија? 1903 година, Шишманов. По 10 години, ако Македонија стане автономна, таму нема да постојат ниту бугари, ниту срби, ниту грци. Ќе постојат само македонци. Тие ќе имаат многу заеднички политички интереси, особено економски, што треба да ги создадат со својата неуморна работа ако сакаат да бидат независни од државите што се понапредни од нив и чие производство би го уништило нивното. Значи Македонија ќе биде независна и македонците ќе останат македонци. Ако Европа го мисли спротивното, таа греши. Ако бугарите сметаат на бугаризација на Македонија, тоа се илузии. Нека го не мора ние да коментираме, нека ги слушаат нивните научници. Инаку ова го е објавено во Париз 1904 година. Да. На следната страница, година Париз. На следната страница имаме детали од тоа. Факсимил на 458-та. Македонско прашање, добро, доктор Шишманов. Тоа е. Кој е министер за инструкцион публикен. А инаку новинарот е Гастон Рутие. Би кажал, би повикал и јас да Денков и Радев се консултираат со здравиот разум и со нивните претходници, но тешко дека ќе има ефект таквиот повик. Но затоа ние упатуваме повик до македонците, еве и до оние кои што на 18 август во собрание ќе влезат со намера да ги направат уставните измени, и нема ги направат, бидејќи немаат 80 пратеници, но имаат таква намера, нели? Не убедуваат дека тоа е недоброто нешто на свет. Дури, многу исклучително се изнервирав, утредента, значи вчера, на 3 август, дента по оние безобразни, срамни, гнасни изјави кон Македонија, упатени од страна на Бугарија, ти излегува портпаролот на СДС Дарко Каевски и знаеш ли што кажа на таа тема? Не знам. Ништо. Знаеш ли за што зборуваше? За оставките на министрите на ДУИ, после што бил отворен патот да се направат уставните измени. Контакт со мозок да се нема. Контакт со мозок да се нема, бране. Тоа е кога имаме политичари кои работат за туѓи агенди. И контакт со мозок нема. Одиме понатаму. 460-та страница, 1903 година, весник Црвена Хрватска. Црвена Хрватска. Од сите народи кои во минатиот век се бореа за своето ослободување, ниеден не даде толку жртви, ниеден не покажа толкова пожртвуваност и истрајност, ниеден така длабоко на дело не засведочи дека сериозно ја разбрал девизата слобода или смрт, како што досега се покажа и се повеќе докажуваат македонците. Кога неодамна македонците сакаат да го кренат во воздух скоро целиот Солун, мисли на гемиџиите. Да. Најубаво се виде какви борци се тие, колку работа требало за прокупување на јамите, колку решителност за фрлање на бомбите, а сепак тие луѓе во најтешки услови го изведоа тоа. По улиците се бореа со четите и фрлаа бомби, усмртувајќи ги нив и себе си. Колку тешки маки поднесоа во станиците и од страна на Бугарија, која не може да ги подпомага, и од страна на Европа која не се меша
во состојба која постои и од страна на Русија која не би сакала да и се префрли дека активно се меша во балканските прилики. Затоа другиот план што нас не воодушевува и учи, што македонците така пожртвувано го изведуваат овој план, е можеби уште поважен. Ова е 903-та напишано. Не е 2023. Не, пред 120 години напишано. Само за да видиме како не доживувале еве браќата Хрвати на пример. Ајде да послушаме некои други. На 461-та страница одиме. Јозеф Карасек, Чешка. Сега малку реакција од страна, нели? 903-та Јозеф Карасек, Чешка, Австро-Унгарија. До неодамна огромните полиња беа само македонски. Пред 20 на години продавачите на алва и суџук по панагюрите изјавуваа дека се македонци и широките народни слоеви се досега македонци. Само интелигенцијата се раздели на бугарска и српска. Ете го нашиот проблем. И тие секогаш се на власт таквите. Тоа ме нервира. Тоа ме разочарува. Значи, еве, одиме понатаму, словенски народ, да видиме, да, може и тоа, ајде словенците. Добро, словенски народ. Ова е вестник, 1903 година. Исто така, и бугарската влада го изнесе своето гледиште за Македонија. Во собранието, опозициониот пратеник Страшимиров прашал зошто владата не ги распушта македонските одбори. Страшимиров понатаму тврдел дека македонската револуција не бара бугарска помош. Востанието не е последица од турското робство или насилства, но дека станало поради зголемената национална свест на македонците. А овој го слушавме, премиерот зборува само за бугари, бугарско востание. И нема дека таму живеат бугари, евреи и А Страшимиров, пратеникот, во 903-та. Да, во парламентот во Бугарија кажува нешто друго. Шишманов, ректорот, кажува нешто друго. Во што е проблемот? Ќе видиме и премиер нивни што кажува. Проблемот е што нашите челници во моментов исто така не слушаат што кажува, еве, не мора Карев да го слушаат, еве Страшимиров, ако толку може така, и Шишманов. Мерак, и Шишманов нека ги слушаат, ако толку им е мерак. Према исто ке нив нека ги слушаат. Не, тие ги слушаат Денков и Радев, бране мој. Одиме понатаму. Еден од најголемите мислители на 20-тиот век и на 19-тиот век, Анатол Франс. Да видиме, 463. Анатол Франс, Франција, 1903 година. Интересирајќи се за судбината на ерменците и македонците, не затоа што се христијани, ами затоа што се луѓе, ние бараме, како гаранција за нивната благосостојба и за зацврстување на општиот мир, полно и целосно извршување на Берлинскиот договор, што се однесува за Ерменија и Македонија. Ова е македонофилското движење кое се појавило во тоа време. Имало големи протести во Париз, во Лондон, во Берлин за поддршка на македонците. Интересно е дека и Румен Радев спомна дека од Берлин ветувањата останале недовршени. Кој знае како тој си ја чита како тој си историјата по... Историјата, тој си знае, наистина. 464 страница. Добро. Еве, Летемс, вестник француски вестник Летемс. Овие французите кои не тераат, нели, да... Сега со француски, да видиме тогашниот француски предлог како бил. Да видиме што кажуваат. Изјавите на еден македонски шеф, водач. Овде правев некоја аналитика, најверојатно се работи компарација Борис Сарафов. Вашиот дописник имаше можност да праша еден истакнат македонец што мисли за идејата објавена во австрискиот и во германскиот печат дека македонците ја поттикнуваат Бугарија на војна со Турција. Нашиот соговорник жестоко протестираше. Не, одговори. Македонците воопшто не сакаат да испровоцираат војна меѓу Бугарија и Турција. Напротив, прво воопшто не се знае дали Бугарија ќе биде победник, а потоа има и повеќе причини за да не се посакува ваква војна. Македонците многу добро знаат дека на крајот европски големите сили одлучуваат за судбината на Македонија и многу внимаваат да остават впечаток дека нивното востание не е во интерес на едната или другата балканска држава. Бугарско-турската војна би го обоила македонското прашање во бугарско, што во случај на победа на Бугарија би било погубно за македонската кауза. Што и да се случи, Бугарија нема да биде таа што ќе го диктира мирот.
Она што го посакуваат македонците е автономија на нивната земја, со интервенција на Европа во нивна корист, без поделба, без присоединување кон друга држава, една Македонија на македонците, исклучиво и единствено. Македонците се надеваат дека ќе ја предизвикаат оваа интервенција на Европа, во секој случај и по секоја цена. Навистина е можна интервенција на Европа или едноставно применетите средства да доведат до турско-бугарска војна. Ние не сакаме таква бугарска интервенција, но не можеме ниту да ја спречиме доколку дојде до неа како резултат на делата што ги сметаме за неопходни за да предизвикаме интервенција на Европа. Од А до Ш. Од А до Ш. Како да сме во некоја временска капсула пренесени, нели, само 120 години, а истото се случува. Истото, дословно истото се случува. Хајде да видиме. Затоа велат историјата им се повторува на оние така, кои не ја почитуваат и не учат од неја. И исто така на народ кој спие еден ден му се случува да се разбуди во друга држава. Хајде да видиме Виктор Берар. 903 година. И научник и балканолог во исто време. Виктор Берар, Одлично Франција. ги познава состојбите. Амбицијата на една мала држава, егоизмот на една мала нација не е крајниот идеал на македонците. Да се замени турското робство со грчка, српска или бугарска зависност. За македонците тоа не би била никаква добивка. 903 година. Да. Додека солунските динамитчи со гордост му покажуваат на светот како македонецот знае да умира. Вау. Ние одново го чувме целиот угледен печат, сите најголеми министри и политички луѓе како викаат во еден глас и жестоко однесување, овие разбойници за секогаш ја дискредитираат својата македонска кауза, ги критикуваат. Франција до неодамна не ги познаваше македонците. И денес. А и денес, точно. Тие за нас беа тракијци, пеони, склавини, див и речиси митски народ, кој живее некаде на дното од нам непозната земја. Ние не ги познававме или ги презиравме, зашто за нив дознававме од пакосните белешки на старите и сегашните грци. И да ја кажеме вистината, ние и сега не ги познаваме. Господин Виктор Берар, имаме лоши вести за тебе. 120 години подосна истото е. Погледнете го нашиот секојдневен печат и гледајте какви чудовишни откритија за македонците и за нивната земја прават нашите журналисти. Како што и денес. 466-та страница, Борис Арафов. За Борис Арафов го читавме еднаш 902, што изјавува, и гледаме дека и пред востанието, и после востанието, ова е краток исечок од тоа, да видиме какви се неговите стави. За фановите на уставните измени, Борис Арафов не е познат тенисер од Струмичко, туку е војвода. И вели, во Србија и Бугарија, 1903 година да подсетам, уште не ја сваќаат огромната важност на македонската автономија и затоа се борат за бугари и срби во Македонија. Ние македонците не сме ни срби, ни бугари. Ние сме само македонци и ние сакаме слобода за нас, за Македонија. Да видиме еден обичен македонец. Хрватите го прашуваат, пееле македонците песни и во Хрватска го прашуваат. Весникот е хрватска мисел, хрватска мисла. Ама чуј, брате, тука има многу српски и български песни, му кажувам јас, новинарот. Не са български ни српски, тази песни са наши, а ние сме македонци. Тоа беше одговорот на мојот Велико. Сакав да му докажам дека македонците не се посебен народ, но видов дека ќе се скараме, па го остави. Чим бил распеан Велико, тука имало и некоја... така, значи, обичниот народ секогаш знаел, за разлика од некои политичари кои завеани од ветриштата. Она што вика интелектуалата ни се дели на српска и бугарска. Така. Значи, сега е такво време да со србите пак сме во добрите, во најарните и тие се однесуваат политички многу добро, промислено, коректно кон нас. Ама овој Олошов са истока во, мислам, како да ти кажам. Добро. 471 страница. Може ли јас уште малце те изнервирам, зашто имам уште некои 15 на минути? Ајде. Во однос на наши политичари изјави што ги даваат и така натака, ама маусот нешто ми се откажува. Добро, можам и без маус. Се сеќаваш ли деновиве дека некој кажа, мислам беше Пендаровски,
дека ни треба нов четврти Илинден, четвртата република, ние ќе откриеме, Да, нешто сум дали ќе била така, да. мигрантска или ќе била европска. Давај. Сега нам ни треба нов четврти Илинден, во кој ќе се обединиме одново. Четвртиот Илинден е нашата светла иднина. Со четврти Илинден, со евентуален договор меѓу Република Илинденска Македонија, неповратно го отвараме патот кон членството во Европската Унија и НАТО, што е гаранција за нашиот опстанок и напредок. Доволно. Нема потреба. Овој голем теоретичар, историчар, ерудит, несуден Нобеловец, филозоф, експерт за земјоделие, особено за краставици, бостан и така натака, да ја доврши својата мисла. 2018 година за името Илинденска Македонија повикува четврти Илинден, само имево да го смениме четврти Илинден. И готово четврти Илинден е и ќе ни тргне работата. Денес неговите наследници со истата реторика, само за друг настан. Сега не имево да го смениме, сега уставот да го смениме и се друго исто. Стабилност, сигурност, економски развој, раст, просперитет, четврти Илинден и така натака и така натака. Немам коментар. Чисто го гледаме Сарафов, сакам да го споредиме со Заев, за да се свесни луѓето дека не сме ние овде од Марс паднати или некој не посадил и ние така, ете, нешто си измислуваме. Тито не измислил 45-та, како викаат овие Ајде да видиме. шуги. 903-та обичните македонци печалбари во Америка формирале своји македонски комитети во Њујорк. 471 Одиме. Имаат апел еден. Македонски комитет во Њујорк. 903 година. Плач од Македонија. Тоа што го виде Павле во духот, визијата на човек од Македонија кој го молеше да му помогне на неговата земја, зборува за Библијата. Тоа ние сега го имаме пред нас. Од болките и од сиромаштијата резултираше востанието во Македонија. Тоа беше крајност. 40.000 македонци беа принудени да ја минат границата на Бугарија. По известно време во Македонија останаа бездомници. Нивните добици и посеви, добитокот се мисли на, нели, животните, и посеви се уништени, упропастени од гладот и студот. Секој од блиските сакаше да помогне во таа состојба што ги надвладеа во оваа несрекна земја во последниве 2-3 години и повеќе. Активната агитација на македонските револуционери крена на востание дел од македонскиот народ. Турските власти се обидоа да ја задушат револуцијата со крајна жестокост на нејзините надмокни сили. За неправдите и правата на македонците ние сега не се интересираме, но не можеме да не бидеме заинтересирани да им помогнеме на тие човечки суштества и сродни христијани, на нивните жени и деца, кои на илјадници најбезмилосно ќе гинат ако не се христијанска Европа и Америка да ги спасат. Од комитетот во Њујорк. И само покажи колку американци сега ќе ги прочитам. Сет Лоу, поранешен градоначалник на Њујорк. Потер, Едвард Ендрюс, бискуп. Не мора да ги читаш, еве нека визуелно нека ги види. Значи тоа се голем број на видни американски. Ево, поранешен градоначалник на Њујорк, мислам дека тоа не е мала работа. Тоа не е мала работа. Да, не е мала работа. Не е мала работа. Бистар сум, а? И текнува, да. А и јас не сум лош, вака се. Да. Ајде еден скок поголем, прво 473 страница. Добро. Вашингтон Таймс, една фотографија, една тука има Њујорк Таймс, сакаш да кажеш. Не, Вашингтон Таймс подолу. 473? Да, значи каде што нели под ете го, тоа е тоа. Само една кратка. Аха, Вашингтон Таймс, извини. 903 година. Еден коментар тука. Зборува во Бугарија, добро. Вистина е дека оваа земја има силни симпатии за македонското движење. Речи си половина од населението се македонци по род и потекло. Ете, од кај се симпатиите. Значи половина во Бугарија се македонци. И речи си половина од населението на Бугарија мисли се македонци по род и потекло. Да. Види, коче коме ако не свој своме. Ајде да не испаднеме многу паметни пак и бистри. Да си цитираме. Одиме на 490-та страница.
490. Македонец од Кукуш. Или Апостол Петков. Да, тоа е многу интересно. Што сега сме со обичните луѓе. Значи, намерно ставено. Ги слушавме војводите, добро. Ги слушавме бугарските академици, функционери, добро. И сега малку неколку направив еден избор од обични македонци. Да видиме овој македонец од Кукуш. Иначе, чисто, дури сме во Егејска Македонија, Илинденското востание не било планирано, замислено, ни па реализирано само во Крушево. Туку, еве, конкретно и во Егејскиот дел, Костурско, Клисура, има Чакаларов. Најжестоките борби во Илинденското востание биле во Костурско. Во една прилика, Ѓорче Петров со неговите чети, го видовме, да. Кога се сретнале после големите битки со борците од Костурско, се сретнале чети, се собрале. Кога ги видовме како изгледаат, вели, целите искасапени по лица, по какви беа, вика, ние се осрамивме, вика. Им изгледале ко прилепските комити биле во однос на нив како манекени, во однос на борбата која ја воделе во Костурско. И навистина бројот на костурчани кои го вложиле својот живот ми се чини и ненадминат во однос на... Инаку, според Преспанскиот договор, не е така, брани, извини. Случајно во Костурско во тој период, кај што се античкиве македонци, тие си се дигнале на некакво си востание, но тоа нема врска со големото македонско востание од 903 година. 7-8 минути читаме Македонец од Кукуш, 904 година. Да. Ова го известува Алфред Рапопорт, австро-унгарски конзул во Скопје и Битола. Ова е неговиот домашен слуга? Да. Аха, имал, значи, слуга, момок, што би се рекло. Во Солун живеел човекот. 904 година. Имав еден македонец од Кукуш. Тој беше чесен човек кој секогаш верно ми служеше и ми беше многу приврзан. Знаев дека беше ревносен патриот и дека подвизите на славниот комита Гоце Делчев исто така родом од Кукуш силно го импресионираа. Бев љубопитен да дознаам каков печаток ќе му остави инцидентот во Аматово. Престрелка на турски војници и комитска чета која не успеала да ја дигне во воздух железничката пруга близу Солун, во кој неговиот господар, се мисли на овој Рапопорт, австро-унгарскиот конзул, лесно можеше да биде жртва. Му го раскажав, значи, настанот, а тој сосема мирно ми одговори. Уште многу луѓе ќе ја пролеат својата крв пред да се ослободи Македонија. Ова едноставна реченица од еден скромен слуга ми остави многу посилен впечаток отколку инцидентот. Повеќе го погодило тоа. Значи се му кажал. А во 1924 година, кога братоубиствената борба меѓу македонците однесе толку жртви, често си велев. Уште многу луѓе ќе ја пролеат својата крв пред да се ослободи Значи Македонија. ова се во неговите сеќавања го кажал. Рапопорт. За обичниот човек од Кукуш, негов слуга. Да, и уште му се вртела во глава и после 20 години истата мисла. Кога слушал вести од Македонија. Тоа е нашата судба. И денес некој шмокле ќе ти рече, аманет ни оставија илинденците, да седнеме на големата маса, да им ги удоволиме барањата, да не употребам поеротски термини. А седнување на голема маса нема, затоа што никој не ти подпишува тоа. Апсолутно. Затоа што само тоа браво, тапкање по рамо. Нити Македонија некогаш седнала на големата маса, но во некои периоди од нашето постоење сме имале наклонети пријатели кон нас. Ова не е време кога имено, и затоа сега на оваа тема да видиме апостол Петков, тој Енидже Вардарско сонце го викале. Никако турците не можеле да совладат, а бил во Енидже Вардарското блато сместен и дошле новинари да ја гледаат битката за да го пренос да прават битката фактички. И сега од немоќ не можеле никако неговата чета да совладат, употребиле артилерија, па им било смешно на овие што фрлаат бомби во бара. И ништо всушност освен само бранови нема. Меѓутоа да видиме што апостол Петков
после се што поминал во својот револуционерен живот, им се обраќа на европјаните. 904 година е ова. 1904 година апостол Петков војвода во писмото на војводата на четата од Ениџе Вардарско до европските представници во врска со нивниот повик за мирно предавање на оружјето. Значи тие повикале на да се одложи оружјето, нели, мирно да се предаде, така, ајде, вие македонците сега. Браво, убави сте, ние. Порамото супер, да. Да. Само вие предадете го оружјето и се ќе биде супер. Во ред, да. Да, ветувања. Петков им пишува, апостол Петков војводата. Македонското население, гледајќи ги турските лажни ветувања, е спремно да ја лее својата крв со надеж дека ќе се здобие еден ден со очекуваната полна слобода и да го сметне од себе турскиот петвековен гнет. Зарем македонецот не е човек да живее слободно? Зарем македонецот не е за слободен да го дише чистиот воздух и да му се радува на слободниот политички живот, како што се радуваат и слободните народи? Македонецот е веќе уверен дека се дури се наоѓа под турчинот, ништо сигурно нема за него. Тој не е сигурен за својот живот, не е сигурен за своите мили и драги дечиња, за честа на жената и своите керки, за својот имот и така натака. Таа несигурност го натера македонецот да го земе оружјето в раце и да се бори со турчинот. Тој не жали зашто ќе умире од куршумот на непријателот и е спремен да го прави тоа до денот на неговото ослободување. Тој веќе не се плаши од непријателот, дури од една европска окупација за сметка на неговите национални интереси. Што има полошо од тоа човек да се реши да умира? Таквите луѓе може ли нешто да ги заплаши кога се тие веќе спремни да умрат? Нема зошто да се поплакуваат на нас европејците дека не сме им дале време да ги организираат реформите. Располагаат тие и со време и со сила. И веруваме дека до денес никој не им го запирал тоа време. Жално е пред очите на цивилизирана Европа македонецот и понатаму да робува. Нека крвта на тоа невино население и потаму се лее пред Европа. Нека турските ѕверства се вршат и потаму пред очите на европските конзули. Нека тие и потаму ги бранат интересите на турчинот за сметка на невиниот македонец. Посочете ја правината каде и кај кого е. Правили лошо еден народ кога востанува против еден неподнослив и тежок режим. Да се лее крв христијанска во 20 век од еден иноверец турчинот пред очите на Европа и нивните луѓе е несвесно. Европската дипломатија е виновник за сите маки. Ако дипломатијата сака, тогаш за еден месец робот ќе биде вон од границите на робството. Четите се борат за еден самостоен политички живот. Од војводата и секретарот на Ениџенската востаничка чета, пишувано на 3 мај 1904 година. Честит Илинден на сите македонци. Честит Илинден на сите македонци и ако пред 120 години било подобро него денес, а на моменти стварно имам чувство дека било подобро, без да омаловажувам она што се случувало и она што го правеле војводите, под подобро мислам на подобро водство на македонскиот народ, подобро водство и организација и план и спремност. Тогаш сигурно такво време ќе дојде повторно. Бране Светозаревич, ти благодарам за гостувањето број 10. Ајде, до 1000, па после ќе видиме што правиме. Благодарам. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај, до следното гледање утре по 22:30 стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Бидете благодарни што на англиски јазик излезе книгата на професор Бране Светозаревич и се гледаме утре. До тогаш, главата горе Македонија.